Почитувани дами и господа, учесници на Свечената академија на РСБСП. Годинава се навршуваат 6 децении посветено работење на ова тело, 60 години грижа и унапредување на безбедноста во еден од важните двигатели на општеството – сообраќајот. Повеќе од половина век унапредување и развивање на стратегии за сообраќајното образование, усвојување на превентивни активности за подобрување на безбедноста на патиштата и вложување во унапредување на сообраќајната култура со постојана едукација на населението и професионалните учесници во сообраќајот. Организација која 6 децении се грижи за безбедноста на сите граѓани на Републиката и се развива како стручна институција релевантна во оваа област, која во текот на својот развој соработува со домашни и меѓународни институции и е доверлив партнер во многу проекти, истражувања и креирање на политики на безбедност во сообраќајот на патиштата во нашата држава, но и во регионот. РСБСП е формиран во далечната 1962 година како посебно стручно тело во рамките на тогашниот Државен секретаријат за внатрешни работи и од тогаш без пауза се развива како модерна и стручна институција, препознатлива и релевантна во својата област. Благодарение на тимската соработка со други институции на државно и локално ниво, успеа да изгради систем на општествени вредности кои кореспондираат со условите за развој на модерните општества. Значаен успех во својата работа овој тим има во образувањето на најмладите учесници во сообраќајот и грижата за нивната безбедност. Во својата посветена работа РСБСП низ годините успеа да создаде манифестации препознатливи и до ден денес. Детски семафор, сообраќајно-техничка култура на младите, брендови кои ги препознаваат и родителите и децата. Исто така значаен придонес во постигнувањето на нивото на одговорност има и во едукацијата на активните и професионални учесници во сообраќајот. РСБСП како одговорно тело дава поддршка за развој на науката во областа на патниот сообраќај и поголема имплементација на научните сознанија во реалните политики и мерки на управување и контрола на сообраќајот на патиштата. За унапредувањето на знаењето и искуствата, важно е да се напомене дека РСБСП е полноправен член на Меѓународната организација за превентива и на Европскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, тела преку кои се врши успешна размена на практики од областа на безбедноста во сообраќајот и преку кои се имплементираат светските искуства. Како одговорна организација, РСБСП останува истрајна во својата мисија за унапредување на нивото на превенција и спасување човечки животи, континуирано да се грижи за безбедноста на сите граѓани и да се развива како модерна и стручна институција, препознатлива и релевантна во својата област. Би сакала сега да ја поканам да ве поздрави и да ја отвори свеченоста председателката на РСБСП, госпоѓата Гордана Кожуваровска. Почитувани, почитуван подпредседател на Собранието на Република Северна Македонија, почитувани представници на кабинетот на председателот на Република Северна Македонија, почитувани представници од владата на Република Северна Македонија, почитувани министри, драги членови и соработници на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, почитувани представници на медиумите, почитувани гости, чест ми е што заедно го одбележуваме јубилеот 60 години постоење и работа на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата е советодавно тело на Собранието на Република Северна Македонија, која функционира заради унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата.
Покрај основните задачи за унапредување и развивање на сообраќајното образование, воспитание, култура и етика, Републичкиот совет посебно внимание посветува на превентивното делување за зголемување на безбедноста на сите категории учесници во сообраќајот на патиштата во Република Северна Македонија. Оваа година Републичкиот совет одбележува 60 години постоење и активна работа на полето на безбедноста на сообраќајот на патиштата. Во таа чест реализираме бројни активности, а подготвивме и монографија како придонес во севкупното заедничка цел и олицетворение во недобројните активности на сите 60 години постоење на Републичкиот совет. Во монографијата ставени се податоци до кои успеавме да дојдеме со пребарување на архивите на Републичкиот совет. Објавите во медиумите, како и низ разговори со личности кои биле ангажирани во работата на Републичкиот совет. Ставен е акцентот на формирање на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, неговата организациона структура, најзначајните активности, кампањи и на издавачката дејност. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата основан е со уредбата од Извршниот совет на Собранието на некогашна Народна Република Македонија на 15 мај 1962 година. Во почетокот на својот мандат, Советот функционираше во рамките на Државниот секретаријат за внатрешни работи како стручен совет, а покасно со промените во Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата, надлежноста за формирање на Советот преминува на Собранието на државата. Од 2007 година Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата во потполност се осамостои. Стручните, финансиските, административно-техничките работи кои дотогаш ги вршеше Министерството за внатрешни работи, Советот почна да ги извршува самостојно. Беа обезбедени собствени работни простори, собствено возило и друга потребна опрема. Со Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата раководи председател и совет кои ги избира Собранието на државата, а потоа од членовите на Советот се избира секретар и работни тела комисии. Во овие 60 години работа на Републичкиот совет председатели биле Димче Милевски, Димитар Теменугов, Борис Алексовски Карче, Томе Малевски, Љубомир Поповски, Васе Манчев, Горанчо Трајков, Дарко Илиевски, Никола Ангеловски и Стојче Стаменковски, на кои им се заблагодарувам за ангажманот, професионалноста и заложбите за унапредувањето на работата на Републичкиот совет и придонесот за унапредувањето на состојбите во безбедноста на сообраќајот. Од формирањето до денес, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата континуирано соработува со бројни органи и организации и редовно обезбедува донации во прв ред за сообраќајната полиција, но и за градинките, училиштата, автошколи, испитни центри и слични институции, како
и за сите учесници во собраќајот. Преку организирање и спроведување на бројни собраќајно воспитни манифестации, предавања, дебати и други активности за младите, Републичкиот совет од своето формирање до денес постојано ја поттикнува нивната собраќајна едукација и директно придонесува за подобрување на безбедноста на децата и младите во собраќајот. Покрај ангажманите во сообраќајно едукативни активности, Советот организира бројни обуки за сите учесници во собраќајот. Активно е присутен во медиумите, а континуирано работи и на научно-стручни проекти и активности со имплементација на светските искуства во оваа област. Организира и учествува на стручни собири и конференции, тркалезни маси, искажува своји мислења до релевантните институции, особено во врска со некои законски измени и дополнувања од областа на безбедноста во собраќајот. Од она што успеавме да го пронајдеме како податок во архивите на Републичкиот совет од изминатите 60 години, неизбежен е заклучокот дека се работи за една широка и континуирана професионална активност. Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата редовно остварува меѓународна соработка со исти или слични организации од регионот и пошироко. Во рамки на таквата соработка, представници на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата учествуваат на научно-стручни собири, а се реализираат и работни средби и заеднички кампањи за унапредување на безбедноста во сообраќајот. Републичкиот совет има и богата издавачка дејност. Покрај редовната изработка и печатење на едукативен и пропаганден материјал, изработува и печати голем број брошури, прирачници и многу други материјали за различни категории учесници во собраќајот. Почитувани присутни, ви се заблагодарувам за вниманието и честа, а на сите досегашни членови и соработници на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, им го честитам 60-тиот јубилеј, постоење и активна работа на Републичкиот совет, со желба за чествување на уште многу значајни настани и јубилеи. Ви благодарам. Го поканувам на сцена господинот Горан Мисовски, подпредседател на Собранието на Република Северна Македонија. Почитуван министр за внатрешни работи на Република Северна Македонија господин Оливер Спасовски, почитувани министри во владата на Република Северна Македонија господин Мочварски и господин Милевски, почитувани представници на кабинетот на председателот на државата, почитувани присутни, почитувана председателка на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата господја Гордана Кожуваровска, почитувани дами и господа. Имам чест и задоволство од името на претениците на Собранието на Република Северна Македонија, од име на председателот Талат Џафери, кој вечерва не може да присуствува на овој убав настан поради оправдани причини, и во моје лично име дупатам честитки по повод јубилејната 60 годишнина на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата. Воедно ја користам приликата да упатам пофални зборови за нивната неуморна работа, да им посакам успех во нивните активности и секојдневен ангажман во водењето грижа за безбедноста на сите нас што сме секојдневни учесници во сообраќајот.
Почитувани, ако говориме за улогата и поврзаноста на Собранието и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата, тоа е регулирано и санкционирано со закон со кој Советот, односно председателот и членовите на Советот се именуваат во Собранието. Тоа е советодавно тело на Собранието, од областа што ја покрива надлежноста на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и врз таа основа Собранието има надзорна улога над неговата работа. Ние како законодавен дом, сознанијата ги стекнуваме преку годишниот извештај за работата на Советот и тоа ни е водилка и основа за интервенции во законските норми, кои ја покриваат сферата на безбедноста во сообраќајот, за да овозможиме нови решенија за едукација и вршење на надлежностите и согласно тоа, соодносот на Собранието и Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата е взаемен и комплементарен. Верувам дека заедно можеме да создадеме поповолни предуслови за заедничко, безбедно учество на сите нас во патниот сообраќај и со тоа да придонесеме да има што помалку последици врз животот на учесниците во сообраќајот. Драги пријатели, тоа што автомобилската индустрија граби напред со невидена брзина за жал, не значи дека прилагодувањето на патната инфраструктура ја следи таа брзина. Истовремено, тоа не значи дека и ние, луѓето, стануваме побрзи, ниту дека човечкиот живот му се намалува вредноста. Напротив, животот бил и од секогаш ќе биде најскапоценното што го имаме, највредното што треба да го чуваме. Животот нема повторување или пак враќање назад како на филмската лента. Тој тече се додека не дојде крајот или не се прекине нагло поради надворешни фактори. Во сообраќајот прекинот може да биде непредвидлив и согласно тоа и можноста за спречување да не постои. Меѓутоа, во повеќето случаи, судејќи по статистиките, причинител е секогаш човечкото невнимание. Иако според истите статистики и бројот на загинати и повредени лица во сообраќајни незгоди во Северна Македонија, безбедноста на сообраќајот на нашите патишта бележи тренд на подобрување. Сепак, Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата и понатака треба да продолжи во насока на подигнување на јавната сообраќајна свест, култура и етика на сите учесници во сообраќајот, со посебен акцент и континуирано залагање на унапредување на сообраќајната едукација кај децата и младите, нашите најскапоцени. Сообраќајно превентивното и едукативно дејствување е важна алка во процесот за унапредување на безбедноста на сообраќајот на патиштата, а градењето на тој систем на општествени вредности е најсилниот инструмент за долгорочно подобрување на таа безбедност на сообраќајот на патиштата, а со тоа и за трајно намалување на последиците од сообраќајните незгоди. Почитувани, дозволете на крај да упатам една порака до сите учесници во сообраќајот и повозрастните и помладите. Ние како возрастни да бидеме повнимателни и посовесни за улогата и одговорноста што ја имаме за време на учеството во сообраќајот, а помладите да ги прифатат советите на постарите, да се вклучат во воспитно-образовниот систем уште од најмала возраст, за да можат да ги научат правилата за безбедно учество во сообраќајот. Ценете го животот, ценете го секој миг, бидете внимателни, совесни и одговорни како пешаци, како возачи, како велосипедисти и како сопатници во сообраќајот. Животот нека биде убаво патување за сите нас. Ви благодарам на вниманието. Ве поканувам да го примете признанието. Ја поканувам госпоѓа Билјана Радева, советник на кабинетот на председателот на Република Северна Македонија, господин Стево Пендаровски. Ви благодарам за поддршката. Го поканувам господин Драган Василевски, советник за одбрана на председателот на владата на Република Северна Македонија. Честитам за поддршката и соработата. Го поканувам министерот за внатрешни работи на Република Северна Македонија, господинот Оливер Спасовски.
продолжуваме и понатаму да работиме. И мислам дека постигнавме некои добри успеси. Се уште не е оно што го сакаме, да имаме нула жртви во сообраќајните незгоди, но се надевам дека и тоа еден ден ќе го оствариме. Го поканувам господинот Јетон Шакири, министер за образование и наука. Го поканувам министерот за транспорт и врски, господинот Благој Бочварски. Ви благодарам за соработката и за Го поканувам министерот за локална самоуправа, господинот Горан Милевски. Го поканувам господин Никола Ангеловски. И честитам председателот. Ова е првиот председател што одобрил етичниот совет да биде одвоен и од 2007 година понатаму да работи. Ви благодарам. Понатаму се надевам дека повторно ќе ни помагате, како и досега. Ви благодарам. Го поканувам господин Стојче Стаменковски. И честитам. Ова е председателот кој ја замена и продолжи она што тој работеше да го работам и понатаму во овие идеи. Така соработката продолжува. Секој добро изволи. Го поканувам господин Дарко Илиевски. Честито. И ова е еден од председателите која нема републикския совет. Би сакала на сцената да го повикам господинот Владимир Лазарев за да ги додели признанијата. Го повикувам господин Љупчо Ставревски. Благодарам за препонесите кои ќе направите за това. Го повикувам господин Зоран Ѓуровски. Благодарам за препонесите Го поканувам господинот Ристо Манчев. секретаря. Благодарам за това. Благодарам много. Го поканувам господинот Борис Мурговски. Професоре, ви благодарам на придонесот за Републичкиот совет да продолжиме со соработката. Ќе ми е драго и понатаму. Го поканувам господин Кирчо Јакимовски. Благодариме. Го поканувам господин Тони Ангеловски. Благодарам за соработката. Благодариме. Го поканувам господин Митко Бојмацалиев. Благодариме за соработката да продолжиме и ова година понатаму. Го поканувам господин Шефик Бајрами. Благодариме на соработката да продолжиме. Благодариме. Го поканувам господин Бранко Ракич. Го поканувам господин Сефедин Синанов. Синан, ви благодарам до сегашната работа да продължиме и во иднина исто така и по-добро.
Честитки до сите кои што добија признани во името на РБСП. И сега би сакала да кажам дека имаме едно изненадување на кое јас сум особено горда, затоа што почнавме со жена, ќе завршиме со жена. Ја поканувам повторно на сцена председателката, бидејќи подготвуваме едно изненадување. А може да ја охрабриме со аплауз. Ова се заложби за родова еднаквост. Гостите за советот и да продолжиме со повеќе успеси понатаму. Ви благодарам. Јас нормално сум прва меѓу еднаквите, но без вас и без цел совет, ево, сите советници се присутни тука можат да кажат дали некогаш нешто сум решила. Ви благодарам за поддршката сега. Официјалниот дел